Холандскиот град Хаг повторно беше во фокусот на светската политика. Овој пат, како домаќин на историскиот самит на НАТО. Во улога на град и мирот, на мирот и правдата, Хаг ги отвори од вратите на дипломатите од 32 земји членки, вклучувајќи го и новиот германски канцелар, американскиот председател и останатите водачи од Европа. Со своите мирни улици, дипломатски коридори и институции на меѓународното право, Хаг одамна ја носи титулата Град на правдата. Во ова кралско седиште се наоѓаат Меѓународниот суд на правдата и Меѓународниот кривичен суд, а сега се водеа и стратешките разговори за еднината на глобалната безбедност. Холандија, иако територијално мала, преку својата стабилност, транспарентност и дипломатски капацитет е символ на балансирано посредување во турбулентни времиња. Во текот на самитот, како известивме, властите спроведуваа засилени безбедностни мерки, но локалната атмосфера остана отворена и гостопримлива, како и самиот дух на градот што спојува право, дипломатија и мир. Фокусот на самитот беше јасен, напредување кон целта од 5% од БДП-то како национални трошоци за одбрана. Ова значително ги пребалансира расходите, особено кај водечките европски земји. На крајот таа цел се постигна. Донесена историска одлука за зголемување на трошоците во одбраната. Одлука која беше незамислива и која се донесе. А како што рече самиот генерален секретар на Алијансата, Руте е донесена со помош на американскиот председател Доналд Трамп. Ова е голема победа за него, но и голема победа за Европа и Алијансата во време на глобални предизвици. Во заднина е војната во Украина, но и зголемената агресивност на Русија и постојаната експанзија на Кина. Кремљ веќе троши над 149 милиарди годишно, околу 7% од БДП-то, додека Пекинг троши помеѓу 246 и 314 милиарди, околу 1,7 од нивното БДП. Во споредба со НАТО, државите моментално трошат околу 1,5 трилиони, а предлогот ја зголеми таа сума на 2,18 трилиони долари. Колку за споредба и за илустрација за какви големи суми се работи, Германија досега трошеше 97,7 милиарди на одбраната, а со новата одлука таа бројка ќе порасне на 230,5 милиарди. Обединетото кралство од 81,8 на 167, Франција пак од 64 на 154,5. Неколку земји, посебно Шпанија, отворено се спротивставија, велејќи дека не може да издвојат 5%, а како одговор на американскиот председател изјави дека со Шпанија ќе преговара тој лично и дека мора и тие да платат како и другите. За сега САД остануваат да одвојуваат 3,4 од бруто домашниот производ за одбраната, но нивното трошење воопшто не е предмет на расправа, со оглед на тоа дека САД моментално ги сносат 2/3 од трошоците на Алијансата. Иницијативата за зголемени трошоци се смета за најголем пресврт уште од студената војна. Не само фискално, туку и политички. Станува збор за нова соработка помеѓу САД и Европа во пресрет на овие силни геополитички предизвици. Ова зголемување ќе ја подигне вкупната годишна потрошувачка на одбраната на НАТО за скоро 45%, надминувајќи 2 трилиони долари. Особено ова значително го редистрибуира товарот со зголемена улога на европските сојузници. Ова обврска на НАТО не е само фискално прилагодување, туку изјава за сериозност. За крај, овој самит може да биде запаметен по промената во рамнотежата на моќта и одговорноста во рамките на Алијансата. Од Хаг, ова е последно известување од Ерол Шакири и колегата Јовица Паунавски за Телевизија 21.